Свети Константин и Елена, позната и како Влашка црква, представува православен храм на влашката етничка заедница во Битола. Се наоѓа во населбата Стара болница. Црквата била изградена во 1903 година, на местото каде сега се наоѓа хотелот Епинал. Откако била срушена со цел да се изгради хотелот, во 1969 година била повторно изградена во Влашкото Маало, на местото каде се наоѓа и денес. Црквата Света Недела во Битола е основана и издигната на 13 октомври 1863 година за време на неговото преосвештенство господин Бенедикт Византиски, од кого црквата била осветена. На врзот на црквата има надпис со следниот текст: Овој свет храм на пресветата и славна великомаченца Недела се издигна од основание со помош на бугарите за време на владикувањето на високопреосвештениот господин Венедикт Византиски, кој ја освети 13 октомври 1863. Црквата Пресвето срце Исусово или католичка црква, како што е позната помеѓу локалното население, е смештена на главната улица во Битола, Широк Сокак. Во средината на 19. век во Битола биле отворени бројни конзуларни представништва и голем број странски службеници, трговци и членови на нивните семејства дојдоа во градот. Зголемениот број католички верници барал постојано присуство на свештеник, кој би се грижил за духовните потреби на населението, за духовно и училишно образование на децата и другите верници. Ваквата ситуација придонела во 1848 година да биде назначен постојан свештеник, чиј престој во Битола бил доста краток. За формирањето на црквата најзаслужни биле лазаристите, кои во 19 век започнале со идеја за ширење католичката вера меѓу православното население во Отоманската империја. Основач на парорхијата во градот бил Жан Јозеф Лепавек, кој во 1857 година го купил хотелот Локанда на Широк Сокак. Јозеф Лепевак направил мал параклис каде што на Великден 1857 ја отслужил првата божествена литургија, а капелата била посветена на Светото срце Исусово. Католичката мисија имала голема поддршка од францускиот конзулат, кој на различни начини ја поддржувал во работата. Во 1870 година на сегашната локација била изградена нова католичка црква во барокен стил, која била опожарена во 1900 година. Црквата Света Петка се наоѓа на улица Кочо Палигора во непосредна близина на населбата Карпош. Оваа црква е подигната во 1980-тите години и е во модернистички стил. Црква Света Петка Битола кај Црн мост е изградена од Александар, Ивана и Кристијана Иловски, 14.6.2022. Црквата Света Богородица е сместена во близина на реката Драгори. Основното училиште Свети Кирил и Методиј, изградена во 1870 година, а осветена во 1876 година, и таа е една од најпознатите цркви во Битола. Првичниот облик на оваа црква бил различен од денешниот и постои интересна приказна околу незината изградба. Имено, црквата е изградена со придонеси од занаетчиите, чија што желба била покрај црквата Свети Димитрија во која се служело на грчки јазик и црквата Света Недела која била во периферијата, во центарот на градот да се има црква во која би се служело на јазик разбирлив за локалното население. Бидејќи имало обиди да се спречи изградбата, црквата на почетокот се градела како резиденцијален објект, а покасно е доградена и го добила денешниот облик. Првиот храм посветен на Света Лидија Македонка, на територијата на Република Македонија, е изграден во Нова Битола, како дел од големиот храм собор на сите македонски светители, кој е во изградба и кој е одраз на светители што живееле и проповедале во нашата славна библиска земја Македонија, под ктиторство на неговото високо преосвештенство митрополитот Пресланско-Пелагониски и администратор австралиско-новозеландски К. Петар. Храмот Света Лидија Македонка е осветен на 22.6.2019 година од страна на митрополитот господин Петар, во сослужение на бројно свештенство од Преспанско-Пелагониската епархија. Во населбата Довлеџик, каде што моментално пешачам, се наоѓа една црква која што го има името Свети Архангел Гаврил. Сега движам кон црквата. Во склоп на црквата се и посмртните останки на војниците кои загинаа во текот на Првата светска војна. Припаѓа на Преспанско-Пелагониската епархија.
Во продолжение слушнете некои мали легенди за тоа како се изградило црквичето Свети Архангел Гаврил. Некој битолчанец со име Атанас имал лозие во населбата Довледжик, на местото каде сега се наоѓа црквата Свети Архангел Гаврил. Еден ден копајки го лозието, пронашол на тоа место злато и со еден дел од богатството направил мало манастирче, а другиот дел го искористил за развивање на некаков бизнис и трговија. Атанас бил дел од фамилијата богатиновци, кои на времето доаѓаа со пајтон во манастирот, а луѓето се тргнуваа настрана, им правеа пат и со почит им се поклонуваа. Малото црквиче било изградено од некој турски ага кој имал слеп син, а почнал со изградба бидејќи некоја стара баба му рекла ако изгради црква неговиот син ќе прогледа. Исто така му било речено да заколи 22 јагниња како курбан бидејќи неговиот син имал 22 години. Тој така направил и според легендата синот го донеле качен на конј кога била гозбата со јагнињата, наводно тогаш прогледал. Подоцна по наредба на повисоките власти му било забрането на агата да продолжи со изградбата на поголемата црква и таа останала недоизградена до 30-тите години од минатиот век, кога ја доградиле српските власти со намера во нејзината околина да ги погребуваат српските војници. Оваа легенда е пренесена од човек кој живеел во близина на црквата и доживеал длабока старост, починал на 100 години, се викаш Мустафа. Во 2014 година старото црквиче е разурнато и на негово место е изградено ново. Во темелите пронајдоа камења со исклесани бројки 1817 година. Црквата Свети Пантелеймон е сместена во близина на студентскиот дом на улица Студентска. Црквата е доста активна преку целата година, а особено на 9 август, кога е главната слава на црквата, кога голем број на луѓе се собираат да запалат свеќа или пак да се напијат вода од изворот. Градена 1830 година, камбанарија 1936. Преспанско-пелагониска епархија форма трибродна базилика. Свети 40 севастиски маченици, црква која се наоѓа на Кркардаш во битолскиот Смилевски баир. Била подигната на местото каде постоел некогашниот манастир Свети Атанасий. Кога турскиот аскер ја освојувал Битола, калуѓерите од манастирот пружиле жесток отпор борејќи се на тој начин што во едната рака носеле крст, а во другата меч. Во чест на овие 40 калуѓери, подигнат е манастирот Свети 40 маченици. Славата на ова црквиче е на првиот ден на пролетта. Во близина на манастирот е Централното општинско училиште Тодор Ангелевски Битола, Битолскиот баир, како и меѓуградскиот стар патен правец Прилеп, Охрид преку Битола. Баба Джишка или Ленка Катерина Джишка е жената која самостојно и макотрпно го изгради првобитниот изглед на црквичето 40 маченици на Кркардаш. За баба Джишка не се знае многу, живее само во сеќавањата на постарите баирчани како жена голем добродетел која цел живот живее сама и не остава челат како нејзино поколение. Спомената е во романот на битолскиот писател Владимир Костов Црквичето 40 маченици, каде тој го опишува патот низ кој таа минува низ метаморфоза и од блудница, антиципирајќи ја блудницата на Сартр, достојна за почит, ја доживува почитта на битолчани, градејќи го црквичето кое станува едно од светилиштата во градот, подеднакво сакрализирано од сите граѓани, без оглед на нивната конфесиска припадност.